Делегација на Македонската алијанса за европска интеграција, предводена од лидерот на партијата Едмон Темелко, како и Васил Стериовски и Андон Јани, вчера во Корча остварија средба со амбасадорот на Република Чешка во Албанија, Бронислава Томашова. На средбата, како што пренесува интернет изданието на Весникот Македониум, се разговарало за повеќе теми кои ги засегаат македонците во Албанија. На средбата амбасадорот беше запознат со проблемите со кои се соочуваат македонците во Албанија, како што се образованието на мајчин македонски јазик, пописот спроведен минатата година, чии официјални резултати македонците, како и другите малцинства ги отфрлија, како и порастот на национализмот во оваа држава и притисокот врз македонците во Албанија, изјави председателот на Македонската партија и градоначалник на општина Пустец Едмон Темелко. Исто така, представниците на Македонска алијанса за европска интеграција се заблагодарија на амбасадорката на Чешка за неодамнешната одлука на чешката влада за признавање на Република Македонија под нејзиното уставно име, бидејќи името на Република Македонија е поврзано со сите македонци без разлика каде и да живеат. За притисоците со кои се соочуваат македонците во Албанија, минатата недела говореше и австралискиот пратеник Лук Симпкинс. Тој во обраќање во австралискиот парламент пред своите колеги напомена дека во Албанија има сериозни пропусти во почитувањето на основните човекови права. Се плашам и од тенденцијата на радикализација по овие прашања од страна на албанските политички партии. Таму се појави и ултранационалистичката партија Црвено-црна алијанса. Европската унија мора оваа ситуација да ја следи и да ги штити правата и безбедноста на македонското и на другите малцинства, а за тоа веќе испратив и писмо до представникот на Европската унија во Албанија, рече во својот говор пратеникот Симпкинс.